Покрај конгресмените од САД кои неодамна бараа одговори од Бејли и сенаторот Майк Ли се обрати со писмо до американскиот амбасадор во Македонија да појасни која била улогата на амбасадата во формирањето на новата влада, како и вмешаноста на Соросовиот институт за отворено општество и имплементациите на УСАИД програмите. Ова е критично време за Македонија додека избраните функционери преговараат за нова влада по парламентарните избори кои се одвиваа изминатиот декември. За жал добив кредибилни извештаи дека мисијата на САД во Македонија активно се мешала во политиката на Македонија како и во формирање на медиумската средина и граѓанско општество, често фаворизирајќи групи од едно политичко убедување пред други. Овие извештаи се обесхрабрувачки и доколку се точни, тогаш се навистина проблематични, се вели во писмото. Американскиот сенатор бара одговор од Бејли за три главни прашања, односно улогата на амбасадорот и неговите соработници во политичките дијалози со кои првично се закажаа избори за 24 април, потоа се одлага се до 11 декември, како и имиња на сите медиуми кои добивале пари од американската амбасада и дали Бејли влијаел врз уредувачката политика на тие организации. Во писмото се наведува дека САД и Македонија уживаат блиска соработка и партнерство, но таа соработка треба да биде непристрасна со акцент дека меѓусебните интереси треба да бидат ставени над политичките агенди, а за да се успее во тоа мора да се избегне така наречениот идеолошки империализам и влијанието врз природниот демократски развој на земјата.